Здраво, дечки! Добре дојдовте назад во рубриката Хана и Борис во диалог за албуми. Овој месец, ова издание е посебно и едно за кое јас сум особено возбудена, затоа што го спојуваме ово месечното издание го спојуваме со рубриката Февруари со Перија. И тука сме со Леа и Филис од Перија. Ќе зборуваме за нивниот втор албум Фалан Филан, објавен во 2021 година преку Шарла Рекордс. Како што кажав, ова е Леа и ова е Филис. Пред да навлеземе во диалог, сакам малку нешто повеќе за вас да кажете и за албумот, кои се почетуците, како се создал. Нема, не ти кажувам ништо. Треба да само да погоди дали си ја завршила работата. Што како беше? Многу прашања. Првен, Кажи ми нешто за себе. но. Да, за себе. Не знам, на мене секогаш ми било тешко, онака се спакувам во нешто и да се презентирам. И сега погода во периодот сум некоја идентитетска криза, онака, не сакам да сум тоа што сум, сакам да сум нешто повеќе, што сакам да бидам. Такви некои смешки ми се така ми се поинтересни. Отколку, не знам, да се титулизирам сега некаде, Вики ќе каже. Зошто? Кажи, ајде сега ти, спаси ме! Спаси ја ситуацијата. Кажи сега етнологијата, да. Јас сум дипломиран етномузиколог, во моментов сум на постдипломски студии за фолклор, на Институтот за фолклор. Сега и во минатото ја истражувам вокалната традиција на македонските муслимани. Тоа ми е главната тема, исто како во студиите на факултет, така и сега на постдипломските, така да тоа ми е мала обсесија. Исто делот од песните кои што ги имам најдено на терен, ги имаме преработено со Перија. Да. Да. Браво. Што друго да кажам, сакам природа, сакам животни. Да, мислам дека секој од нас го има тоа почетното, да имаш истражувачки дух. Дух, да. Да го бараш тоа што е скриенато и тоа е да имаш да си изразуваш себе си преку тоа, значи тоа што ќе го откриеш ти. Мислам дека тоа не поврза, тоа е храброст на еден начин. Во денешно време, нели? Да можеш самостојно да се откриеш себе си без разлика од се тоа што ти е рефлексија од околу, каков треба да бидеш, што треба да бидеш. И да бараш таму каде што никој не се дрзнал да види што има. Тоа е. И тоа е рубриката за скриени албуми. Треба да ги најдете. Мене ми е тоа фетиш на некој начин, да бидеш таму кај што никој не е. Да. Ни самиот на некој начин не можеш да стигнеш на некој место ако не се охрабриш доволно. Кога го кажувате се ова како настанало, од кој е вашиот порив се приметува кога го слушаш албумот? И многу ми е мило што е тоа така дека сте ја доловиле вашата цел. Баш ме радува нешто кој е добро на тој начин. Да. Значи нешто било многу за мене денешно време толку тешко да биде нешто автентично. А сите носиме автентични чувства, нешто што е валидно за мене е највалидно, без разлика што секој го проживеал и секој го живеал. Ама за тебе е автентично и убаво. И тој израз, мислам дека музиката, како некој феномен, разбираш, најбово го заловува. Значи, форма на звук, автентичноста. Без разлика што живееме во 21 век и све е веќе видано и доживеано. Ме интересира за во однос на музиката што правите, до кои далечини отидовте за да пронајдете таа автентичност во вашата музика? Ова патување беше и во физичка форма и во ментална форма. Знаеш, предизвика да се надминеш себе си, да отидеш негде каде што е темно и не можеш да видиш, а како ќе видиш во едно место кое што е темно кај тебе, доколку се промениш себе си. Патувањата, например, мене, може ми кате да ја спомнам тука, многу нема променето. И сме патувале на места кои што не се секојдневни. Нема многу секојдневен вајб. За фолклорот и традицијата што ја носиме ние како некој код внатре, многу интересна работа се истражува. Вики има каже рацете ти чепкаат подлабоко во таа дупка фолклорната и можеш да кажеш нешто во однос на Како стигнавме? Песниве како стигнавме, да.
Најпред се Јас стигнам сум многу абстрактна узборање, ти биде по-конкретна, да. Како стигна до таа форма да Да, биде албум да, што е сега, точно. пред се со многу работа и со тоа што секој вметнува во музиката нешто што на него му се допаѓа. Значи музиката што ние слушаме, на пример, ако мене ми се допаѓаат обредни песни, јас внесувам обредни песни. На пример на Леа и се допаѓаат дервишките и она и Кате исто вметнуваат дервишки песни во албумите, на пример. Како беше со 4 месеци секојдневно свирење? Јас бев омагиосана од дервишлукот. Тука не е многу познат, а верувајте, многу ни е близок. Мене многу ми е некад жал што некои работи што се кул тука у нас у Скопје се многу про-западно настроени, разбираш? Да. Онака што е кул, онака како ги мериме стандардите на што да биде кул. И никако не знаеме да негуваме нешто што е тука приснесвено за традиции и такви работи. Тоа е убаво, ама не е толку интересно, разбираш, нови генерации. Но има некои работи што се многу по-мистични, многу по-присутни, по-така вткаени во нашиот менталитет. Например, суфизмот, дервишката култура, се тие се дел од исламот, и се тука исламофоби сме ние сите и оправдано на еден начин, нели? Така не трујат. Ама тука е присутно во нашата култура и да има една мистика, една скрина што е многу прекрасна да се откриеш себе си. Како рефлексија за себе, за што е ритуал, нешто што се практикува тука, што е интересно, телово како може да биде, музиката како може на некој друг начин да биде перцепирана. И мене, например, ме купи суфизмот тука. Некако коренски се видов себе си на светот што никогаш не сум се видела. Знаеш, ми откри нешто во мене внатре како емоција, што може да биде извор за инспирација, поготово за творење, што ништо друго например да се не допрало во мене на тој начин. Пошто е обредно. И музиката има намена, со цел, како што се во обредните песни. Се пее исто и вам. Проткаен. Да, се... Софизма. Тоа сакам да кажам дека многу е јако и кога сме пееле, и со Огнен кога сме пееле, пошто не помалат, нели, така генерацијски како сме наредени, и ќе спомнеш, не знам, Аллах, пример. Може да замислиш онака, и сега, не знам, 20 од 25 години луѓе сега те гледаат си така, што ја работал, што ви е на вас, така што се случува, многу брзо исчезнува тоа, пошто човекот што го интерпретира тоа не е така како што си го замислил, што текно. Изгледаш го сите други, не знам, откадам со кајцијам, ова, она, на помнувам некои работи, например, што се вкалапани да бидат некакви екстремни, лоши, вакви, такви, нели? Минуваш светогледот за нешто што го пропушташ. Ме сваѓаш? Да. Пропушташ, онака пропуштаме работи околу нас само затоа што не си дозволуваме да ги видиме такви какви што се. Нели многу тоа го учам сега, например, во животот. Да. Да можеш да ги видиш работите такви какви што се. Тоа е тешко. Многу е тешко. Многу е тешко. Може би невозможно, Ама животен пат е еден да стигнеш некаде, нели, како со кариера, така и со ова. Сакам да зборуваме за една песна од албумот Нчамит куче, така? Yes. Ме интересира прво на кој јазик е и што значи тоа и која е приказната позади нејза. Нчамит куче е албанска песна од Косово. Но според мелодијата се претпоставува дека е од Северна Албанија, значи гегите. Гегите кои што се преселиле од Северна Албанија да живеат во Косово, таа песна припаѓа на свадбениот обреден циклус. Например, Нчамит куче значи со црвена шамија. Зошто? Затоа што таа песна е за сабота навечер, значи за време на свадбата, пред да се земе невестата, таа вечер и се каносува косата, рацете и нозете. Значи тоа постои во исламскиот свет. Од Босна па до Турција и понатака, зошто црвената боја? Затоа што црвената боја во обредноста представува заштита. Со црвена боја луѓето се заштитувале од зли сили и од негативни влијанија. Затоа на невестата и се бојадисува косата црвена и се става црвена шамија. Во таа песна мајката и пее на ќерката
и го објаснува, значи раскажува што ќе се случи, значи кажува ти ќе се оделиш од мајката, ќе се оделиш од браќата, дали си тажна и на еден начин во тие вечери, значи саботни вечери, ги мотивирале невестите да се расплачат. Како ја најдовте оваа песна? Оваа песна ми ја испеја една моја другарка, Феријан Кадри, она е албанка од Скопје, потекнува исто, има корени од Косово, што потоа ја најдов, ја има една жена Хатиџе, испеено во 70-тите години. Да, Да. многу убаво. Многу интересно и ке имам слушнато музика со, не знам, аз оди приказни за нив, али за оваа една песна има толкова приказна зад насловот, а не па целата песна. Многу е чудно и многу ми е интересно што во живо кога свирите, пред да започнете песна, некогаш ја давате таа кратка представа, кога и раскажувате кратката приказна за да знаат луѓето што да слушат, што има зад музиката, не само да слушаат како музика, да слушаат како искуство. Мене ме интересира за вас која е песна од тој албум со најемотивна приказна, затоа што ти сега зборуваше дека со такви патувања се чувствуваш како преродена, дека тие искуства допираат емоции во тебе што не можеш на друг начин да ги дофатиш. И ме интересира која песна највеќе го представува тоа. Мене мислам дека најмногу Мое. Моја, да, моја е многу Песната емотивна некако песна. Да. емотивна, да, и на тој Да. начин ја испеав. Мое песна од Родопите, планините Родопи во Бугарија, од пределот Гоце Делчев, од селото Плетена. Да. Јас се сетив мајнасто горски трендов. Од секогаш таа песна, значи, начинот на кој што свирим и текстот кога го слушав, начинот на кој што се раскажува, ме распарува однатре. Да. Ме распарува, човече. И кога и не знам, онака се осмелувам да пеам секогаш тие што ме знаат, онака се собираме таа песна, солзи ме носи на очи, а збори за неверство. На некој начин. Да. Да, за неверство Да, збори. тоа е печалбарска и во една Да. љубовна песна за неверство. И како не може да се откаже од првата љубов. Да. Предпоставувам дека носам некакви си такви, дали, во мене. Секој носи различен тип на концепт во себе, Да. разбираш, која емоцијата допира највеќе, како растеш, однос со родители, и понатака во живот, и тоа останува во тебе. И таа песна, можеби затоа што е горанска, некако горанските песни имаат еден преубав шмек за мене, емотивен. Да. И тоа е многу индивидуално, ама за мене ме погодуваат многу и мајнасто горски трендови ме секогаш на врвот. Стварно многу ги истражувате мрачните тонови во вашата музика. Мислам, звучи мрачно со јачината на, не знам како се вика инструментот, извинете, на тој големиот со кожа од коза. Даф или Бендирот, бендирот. Да. Со бендирот, кожа, Да, тој е тој бендирот. да. толку моќен Многу моќен, да. што целата соба ја исполнува и ме интересира од каде. Сигурно не ви е од артист најден тоа. Не, тоа е обраден инструмент исто така, тоа е дервишки и за нив тоа е ритмот на срцето. Значи самиот инструмент, тоа во дервишките ритуали, без разлика на кој орден припаѓаш, тоа е главниот инструмент. Округлиот фрейм драм бендир. Конкретно бендирите што ги имаме ние се од Турција, а исто така и се handmade. Имам пријатели кои што се прават тие кожните бендири. Пошто ретко можеш да ги најдеш во продавница да ги купиш каде и да било, и има луѓе што ги прават, ги изработуваат рачно. Мене ме интересира кои инструменти се појавуваат во овој албум. Ти веќе Во- се да. Во овој албум, целиот албум јас свирам на ут. Да. Мојот ут е од Турција, од Истанбул. Купен, после имаме кемане, даф и тамбура. Колку што се Да. сеќавам. Така? Да. И од каде се овие инструменти по потекло? Значи, најстарите пишани информации за утот се од Месопотамија и од Персија.
од 9 век. Јас ги имам најдено во The Persian Book of Kings. Има слики од утот што е малце поинаков облик, само што е поокруглав. Тоа е таткото на гитарата. Да. Како што патувало доаѓа навака, така се формирала гитарата. А зборот уд значи дрво на арапски. Самиот збор. И Да. пред се во Шпанија, значи во времето кога живееле муслиманите во Шпанија, во Андалузија, нели, Андалузија, да. ги земаат шпанциве, да речам, според обликот, внатрешниот облик на утот, значи истите даскички што се залепени на утот ги има и на гитарата. И значи според тоа во 1700 година е направена, не, се лажам, 16 век ја измислена гитарата во Шпанија. Затоа што во таа област се свирела и утот исто. Значи, гитарата е уд. Тоа што било уд, во тој свет е у денешно време, значи ја простор е гитара. Да. Истата функција има. И На тамбурата, пристапност, тамбурата исто има иранско, персиско потекло, но ние ја имаме придобиено со доаѓањето на Отоманската империја на овие простори. Да, тоа е симплифицирани. Но е малку жичени поразлично, инструменти, да. Исто. А името е многу блиско, значи Да. има тамбур. Таму, например, како изворен инструмент, како што имаме тамбура, и тука самото. Да. Да. Дафот е дафот, тој даф што го свириме Дафот е е, од Иран. да, Да, тој е купен. карактеристичен ирански инструмент. Да. Да, традиционален ирански, се користи во турската музика и во арапската, али ирански инструмент. Само да кажам дека многу ми е мило што има некои дури во Македонија што ги држи тие стари инструменти, што ги држи живи во нивното најдобро светло, што ги покажува. И ме. Да, исто. И сакам тоа да продолжи. Од секогаш било и сега продолжува. Знаеш, колку време помина, свири вамо, свири таму, ова, оно, не, има луѓе што ќе се интересираат. Да се надевам дека со време ќе се Да. инспирираат. Шо е ова, нели, сакам да пробам, од кај да го најдам, ти има имаш удар инструмент цело време со тебе, има појака работа. Ако се свириш. Океј, многу ми се свиѓа, ми се допаѓа оваа тангенса во која што навлеговме за инструментиве. Тоа може да го оставиме за понатамошно запознавање со перија. Сега ме интересира повеќе да се навратиме на албумот, на песните во албумот, приказните позадини. Мене ме интересира за приказната позади секоја поединачна песна, затоа што од ова што го кажувате до сега едноставно се навистина многу уникатни, многу посебни приказни, а многу човечки, не знам како да кажам. И тоа ме интересира. Добро, првата песна на албумот е Високо летай, надолу гледај. Тоа е еден сплет, како да речам, комбинација од две горански песни. Високо летай, надолу гледај се вика Јеребичице, мори пурпуричице. Тоа е еден диалог меѓу девојка и Јеребичица птица. Значи девојката ја моли птицата да оди да види дали нејзиниот дечко е добар, да го благословува. Фактички во еднава песна женскава го благословува нејзиниот дечко, момче да речем, а во другата песна што е исто горанска, само што е од Косовска гора, ајде ми е Бабо Мори или Ариф, како ја викаат, во таа песна девојката го колне момчето и му посакува да му се изгори куќата. Значи, затоа ги направивме да бидат црно и бело, нели? Еднава го благословува, Да. другава го колне. Да. И ги ставивме една со друга во една песна. Да. И кажа дека е горанска песна, Да, така? двете се горански песни. Да. Како Еднава песнава јас ја најдов, мојот другар Шериф Мустафа, кој што е од селото Јеловјана, има две горански села во Македонија, он ми ја даде. Друга песна имаме една грчка песна и тја. Е за, значи таа како ја најде на некоја врба, да, тоа е стара снимка од стара касета од блог за стара грчка музика. Да. Да. ја имате најдено во стара касета? Ката нашла некоја многу стара Стара касета со касета грчка музика. дигитализирана на блог за Да. стара грчка музика. Вау. Да. И тја значи врба.
И тя? И тя. И Тя, така тя. доста ја измеливме исто, Да. затоа што таа беше потака развлечена. Мгм. И дори што ја праќав на пријатели од Грција не можеа ни да ми ја преведат затоа што е многу стара и на некој си чуден дијалект. Да. Да. Потоа која беше друга песна имаме Зулумбаши. Зулумбаши е од Егејска Македонија, од Воданско. Во таа приказна е исто тажна како и повеќето наши мрачни, затоа што секогаш кога ќе кажеме оваа е песна ваква и таква, која е мрачна, ако има нешто што викаме онаа песна на што умрел некој, ајде таа да ја свириме. Во секоја песна има некоја трагика. Зулумбаши е за една девојка што ја украле. Значи од незината мајчина куќа ја однесле во куќата на Зулумбаши, значи на како да речеме зулум што правеле луѓе. Крадци, арами. Да, на некој начин као се случувале тие работи, Да, најнормално во тоа време. Да. Да се земе девојката, да се украде, да се однесе Во многу некаде. села тоа се Да. случувало. Значи Тоа луѓето било- што биле да. посиромаси, што биле не де Боже нога да немаат, да им фали прст, значи нема да може никој да ги земе, затоа они ги краделе девојките. И затоа девојките вообичаено во минатото не излагале надвор сами, секогаш биле со придружба. Ова стварно е мрачно. Да. Да. Доста Добра многу се алтернатива за случувало. Тиндер. Многу. Дури во селото кај што потекнувам јас, имам присуствувано на крадење на жена. Да. Да. Ке И бегалки биле, нели? Бегалки. Сами своеволно, значи не Ама, било се многу да, темно, не значи било, имаме не, темна страна, случувало, има дека од секоја љубов жена ќе пребегнеш, грабка, нели? Да, Нема да да. дозволиш да те омажат за стар дрт. Маш ќе побегнеш за љубовта твоја. Да. Да. Затоа што реално во минатото без разлика од која религија биле луѓето, биле давани кај што ќе те дадат твоите, нели? Не можеш ти да избереш и најубаво ќе си Да. побегнеш, затоа што си го Да, сакаш. да. Сега имам малку среќа повеќе, нели? Да. Денешно време. Малку треба да се благодарни, нели, кога Да. Да. Потоа која беше Солзирона? Солзирона исто е Да. од Родопите. Таа е тажна песна. Исто да. тажна песна, таа е како девојката плаче, како солзите и патуваат, значи од очите до устата, до градите, до колената и од колената и паѓаат на кондурите и после оди на тепихот, на Да. килимот. Солзите, да, целата песна е како и течат солзите. Како килимот ја гледа Неизе. Мгм. Перспективата Откаде на оваа килимот. песна? Ова е песна од исто од Гоце Делчев регион, испеена е во Плетена, Мгм. песната Плетена, Од Христо беше да, така? од Христо, а исто ја има и во Банско. Во Да. Бугарија Да. има луѓе кои што се многу заинтересирани за фолклор, идат по села и собираат Мгм. песнички испеани од баби. Имам еден пријател таков, Да. Христо се вика. И он често објавува Мгм. снимките од баби, од ова, од она. И сме се дружеле многу со бугарите. Имаме многу голем пријатели таму. Да, и двете Контакти песни се се од отвариле, истото село, Мое и Солзирона. Да. Мгм. Истата жена ги има Испеано. испеано, да. 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 А мое, мислам дека не е мое, зашо се работи во мое? Приказната во Мое, мајката му пее на својот син да внимава на неговата жена, затоа што кога излегла навечер со запетлано елече и запетлан колан, тоест коланче, да, Мгм. се вратила навечер со отпетлано коланче и отпетлан Аха. елек. Фактички, она го изневерувала и Аха. она му вика земја и однеси ја врати ја кај мајка й. Мгм. За тебе да болува Да. цел живот, да. Free love. Нема free love. Пародија на тагата се вика песна. Пародија на тагата. Да. Но- Како оксиморон. Да, да. Да. Тага. Тага, да. Ромска Да, песна. ромска песна, да. Да. Од каде? Не знаеме од Не каде, знаеме, затоа што да, веќе е да. најдена, веќе е снимана. Да. Аха, мене ме интересира дали сите од вас ги разбирате овие јазици, ги знаете, ги владеете или ги учите песните на памет? Нема зизе сега многу работа, треба да научиш Да. 3-4 јазици, онака комплетна, Они ама да. разбираат турски, Турски ми е мене тука. Да? Да. јас И зборувам грчки, албански. да. И кога ги пееме албански песни, јас ги коригирам ако треба нешто Мгм, за начинот да. на изговорот и така. Читаш превод Мгм. и ја учиш, да. И со тоа А учејќи го ромски не изговорот- знаеме никој. Да, ромски не знаеме, да. Учиме од слушање. Да. Да. Ама добро, румскиот е таков јазик што нели се менуваат дијалектите зависност во која држава се А наоѓа. секој јазик Се Исто. користат зборови Да. од државата во која што користат Да. таму. Пак се тоа зборови, не можете Да, и лината да. македонските песни што ги имаме ние, например, и бичите перфоричице, мрша вика за тело. Мгм. Сетре вика за одело. Да. Да.
А како преведувате архаични македонски песни? Обично ги знаеме зборовите, пример јас доста архаични зборови ми се познати, но исто од каде што ги земам песните, пример од пријателов Ширев го прашува што значи шетре, што значи за мрша знаеме сите што значи, ама мрша е нели друго значење има, кај нас на мртво нешто мрша. А во гора на пример мрша се вика тело. Тоа му е крајната цел на тело. Се претвори мрша. Дечки, пред на вас, фала што дојдовте, што зборувавте за вашата музика и албума и фала и на вас што гледавте. Во наредните недели ќе се гледате повеќе со Хана и Перија, а со мене нареден месец. Во не знам кој формат, пишано, подкаст, видео, ќе видиме. Уште една само препорака за крај да го слушате албумот, ако сакате да ги доживеете овие приказни, затоа што едно е кога оние раскажуваат приказната позади песната, меѓутоа е сосема друго чувство и доживување кога се слушаат тие песни, затоа што дури и да не ја знаеш приказната позади, пак ја чувствуваш. Не е само да слушаш музика. Така што ако сакате да чувствувате приказни, слушајте ги Перија. А и особено во живо мора да ја слушнете нивната музика. Ова везно, тоа е поуша по друго искуство. И така. Тоа беше тоа, се гледаме нареден месец.